Отпадната вода што се испушта во каналот од фабриката Paper Mill во Кочани содржи органски материи со остатоци од целулозни влакна и тоа предизвикува нејзино обојување. Утврдено е при увидот што го направил Државниот инспекторат за животна средина. По неодамнешното пробно рестартирање на производствениот процес, обоените отпадни води од фабриката се испуштаат во отворен канал што потоа се влева во Оризарска река. Водата од реката, заедно со водите од хидроакумулациите Калиманци и Градче, се користи за наводнување на дел од ризовите полиња. Државен инспектор за животна средина пред 2 дена излегол на терен и утврдил дека отпадните води од технолошкиот процес на Paper Mill примарно се таложат во лагуни, но нивниот капацитет не е доволен за да се задржат хартиените влакна пред испустот. Затоа отпадната вода што се испушта во каналот содржи висок процент на органска материја со целулозни влакна. Тоа е остаток од хартијата што се преработува. Водата е обоена бело или кафеаво во зависност од типот на хартијата што се произведува, се истакнува во писмениот извештај од Државниот инспекторат за животна средина. По надзорот, инспекторот го задолжил Paper Mill да ангажира акредитирана лабораторија која ќе изврши мерење на составот на отпадната вода, како и да прави таложење и да има постојана контрола врз испуштањето на водата согласно наредбата на инспекторатот. Контролата од Државниот инспекторат за животна средина во фабриката во Кочани е направена откако пред 2 недели земјоделци од селото Грдовци реагираа поради загадувањето и обојувањето на водата во Оризарска река. Од Paper Mill пак подоцна потврдија дека оттаму е испуштена вода што ја обоила реката, но информираа дека интензивно се работи на заокружување на постројката за причистување, со која таложењето на хартиениот отпад ќе биде поефикасно, а талогот и наталожената вода ќе се враќаат во процесот на производство.